На 28 април 1903 година францускиот брод Гвадалкивир во Солун добил нов патник, Ѓорѓе Манасков. Истиот набрзо поставил и активирал поголема количина на динамит, по која пламнал целиот брод. Секако, името Ѓорѓе Манасков е само псевдоним. Вистинското лице за нападот на Гвадалкивир било Павел Шатев. Нападот врз бродот бил само почеток на настаните, чија цел била да го привлече вниманието на Европа кон Македонија. Вечерта бил извршен обид да се крене во воздух дел од важната возна линија Цариград Солун. Веќе следната вечер Солун останал во темница без вода. За оваа непогода бил одговорен Константин Кирков, кој го разрушил мостот под кој минувале цевките од гасовот и водовод. Со тоа тој им сигнализирал на другите гемиџии да започнат со нападите. Наскоро се слушнала голема експлозија од правецот на Отоманската банка. Од самата банка останале само урнатини. Експлозии почнале да ечат од Египет, Алхамбра, Гранд Хотел, Ноја, Бошњакан, сите познати и угледни места во големиот Солун. Експлозиите и атентатите биле крик за помош, но и предупредување кон турскиот окупатор. Сакали или не, македонците се тука и ќе сторат се за да ја ослободат поробената им татковина Македонија.